Сигурноста и безбедноста на магистралните патишта на сите учесници во сообраќајот се приоритетен сегмент и за оние кои ги проектираат и оние кои ги изведуваат градежните активности, но и за оние кои се трудат истите да ги одржуваат во нормално функционирање. Тоа впрочем е нивната професионална должност и обврска. Но колку велелепните тазе изградени патишта се сигурни и безбедни? Во редакцијата на МНЕТ пристигнуваат неколку забелешки на оваа тема. Имено сите оние кои редовно патуваат по магистралниот пат Штип Скопје кај Миладиновци, на местото кое е пропишано ограничување на брзината до 130 км на час, предпазливо и внимателно ја регулираат брзината со цел превентивно да избегнат евентуална сообраќајна несреќа поради присутните одрони на патот. Присутноста на одрони на патот е постојана и при намалени врнежи на дожд се појавува свлечиште. Екипите на Македонија пат го расчистуваат теренот, но лизгањето на земјиштето е присутно и опасно. До Македонија пат постојано пристигнуваат поплаки за одрони и свлечишта и избегнување на сообраќајни незгоди од страна на возачите. Капиталната сообраќајна инфраструктура се соочува со големи недоследности во овој сегмент. Иако на свлечиштата се засадени млади багремови стебла, чии корени ќе овозможат спречување на ерозија и одрони од земја, останува нејасно зошто до нивниот период на вегетација и можност за заштита на сообраќајницата по 2-3 години не се поставени заштитни мрежи. Дали проблемот со одроните на фреквентната сообраќајница ќе остане актуелен се до појавата на бујна багремова вегетација. Најавите за евентуални врнежи на дожд во текот на ноќта и утрешниот ден се нормална есенска појава. Дождот е секогаш добредојден и пожелен, доколку не представува закана за безбедноста и сигурноста на учесниците во сообраќајот. Но појавата на свлечиштата при најмали врнежи на дожд останува проблем кој ги засега сите учесници во интензивниот сообраќај каде се практикуваат поголеми брзини.